За љубителите на пишаниот збор, Марија Коцева повторно има интересен избор. Овој пат таа ќе ви го понуди тинеџерскиот роман Ѕверски. Ձвер, или на англиски Beastly, е роман на Алекс Флин од 2007 година. Тоа е прераскажување на бајката Убавицата и ձверот, представена во денешен Њујорк. Айл Кингсбери е богат и има шармантен изглед. Еден ден, вештерката Кендра, која има грди карактеристики, се појавува и го предизвикува неговиот кралски статус. На игранката, Кайл ја користи шансата да ја понижи Кендра пред соучениците. Кендра се разоткрива дека е вештерка и го казнува за неговата суровост, осудувајќи го да живее како ձвер. Сепак, поради еден негов гест на добрина, тој и дал роза на девојка која работела на билетарата. Таа му даде 2 години да си најде некој кој ќе засака и кој ќе му ја возврати љубовта. И кога ќе го стори тоа, девојката мора да ја докаже нејзината љубов со бакнеж. Таа му дава огледало во кој тој ќе може да види кого би сакал. А потоа исчезнува. Таткото на Кайл, познат новинар, се срами од новиот изглед на својот син. Тој му купува на Кайл стан, каде што продолжува да живее со својата домаќинка, Магда. Неговиот татко, исто така, го испрече и на Кайл слеп учител Вил. По една година тој одлучува да го промени своето име од Кайл, што значи убав, во Адриан, што значи оној мрачниот. Еден ден, зависник од надрога ќе ја уништи неговата цветна градина. Налутен, Адриан се закани дека ќе го исфрли низ прозорец. Очаен за својот живот, суровиот човек ја нуди неговата ќерка, Линди, да го завземе неговото место. Линди, која е девојката која работеше на билетарата, по неколку дена осаменост, конечно излегува од нејзината спална соба среде ноќ и влетува кај Адриан. Тие двајцата делат пуканки, гледаат филм и работите почнуваат да се менуваат. Адриан ја теши Линди за време на гремењето, од кое таа се плаши и ја покажува својата нежност. Тие почнуваат да учат заедно под надзор на Вил и поминуваат повеќе време еден со друг. Адриан прави договор со Кендра, дека ако успее да ја придобие Линди да го бакне пред да истече годината, таа исто така ќе му го врати видот на Вил и ќе ја овозможи на Магда да си оди дома кај семејството. Но Линди го заборава нејзиниот татко и свати дека е во неволја, кога го види низ волшебното огледало. Линди заминува, а Адриан е со скршено срце. Кога таа се враќа и му недостасува. Тој сваќа дека Линди е повторно продадена за дрога и наскоро ќе биде силувана. Адриан оди да ја помогне и ќе биде повреден од страна на силувачот, кој е исплашен од неговиот изглед. Тој бега, а Линди итак кон Адриан. Адриан ја признава неговата љубов кон неа. Тој е смртно ранет и ја моли за бакнеж. Линди го прави тоа. Адриан тогаш се преобразува во оригиналниот лик. Збунета, Линди се обидува да го најде Адриан, бидејќи таа не ја види неговата трансформација. Кайл потоа и ги раскажува заедничките сеќавања за да ја увери дека тој е Адриан. Линди е пресречна и го гушка и бакнува. Кайл се враќа на училиште со Линди како негова девојка. Луѓето се збунети од неговата нова личност и излегување со Линди, која има црвена коса и искривени заби. Но Кайл ја уверува Линди дека тој ја сака и покрај тоа што сите велат. Линди и Кайл одат на матурска заедно. На крајот на романот се открива дека Вил ќе си го добие својот вид назад, бидејќи магијата се скршила, а Магда била Кендра цело време.